Катастрофална сезона за земјоделството годинава. Слабиот откуп и климатските промени ги оставија доматите, крастависите, пиперките, бостанот, сливите, тутунот и житото да скапуваат на нивите. Земјоделците останаа со празни џебови. За нив родот и заработката не може да се спасат. Велат единствено обештетувањето од државата ќе значи каква таква помош, за да можат финансиски да ја истуркаат годинава. Најпоќе оштетено тутуно и пиперо. Тутуно е доведен на нула. Во развиток на лисјето нема ништо од него што да се бери повеќе, тој е на нула. Се надеваме дека државата нешто да мисли во сусрет, малку да ни покрие, ако има можност, ако не. Производителите на сливи се последни во низата оштетени земјоделци, барем за сега. Минатиот месец бостанџиите мака мачеа со откупот на бостан, кога цената за килограм беше прениска. Слабо, не иде ништо. Не се троши, нема потрошувачка. Откупите ги кутаа и се. Шкарт, џабе и квалитет имаш, кај нема цена. Не иде. Ништо подобар не е ниту откупот на другите производи. Слична судбина имаше и праската, која од ден на ден губеше на цена. На пазарите во Росоман цела гајба се продаваше за едва и 100 денари. Резултатот, моменталната цена на откупните центри е 18-15 денара, средна цена е 10 до 12 денара. Како што може да видите тука 100 денара гајба се дава, тоа е берба која што е директно од нива донесено тука на пазарот, а моменталната цена, поддршка, субвенциите што ги дава државата, тоа е промашена работа. Како резултат на тие субвенции дојдоме и до оваа дереже. Земјоделците блокираа патишта, го истураа родот, го продаваа за џабе или го подаруваа на сиромашните. Заврши и жетвата на пченица. Производителите го обвинија Министерството за земјоделство дека лаже, бидејќи откупната цена на пченицата не се движела меѓу 10 и 11 денари, туку реално се продавала за 8,5 денари со ДДВ. Од Министерството пак велеа дека била наменета за сточна храна. Не е точно. Како може да заврши пченицата за извоз, а да биде сточна храна? Поради временските неприлики, раноградинарското производство е намалено и до 40%, и покрај тоа што државата субвенционира 60% од полисите за осигурување, ниту 2000 земјоделци годишно не е искористиле оваа можност. За да имаат што помали штети поради честите елементарни непогоди, бараат модернизација на системите за наводнување, повторна употреба на градобините ракети и помош во справувањето со разните болести кои ги напаѓаат растенијата по секое невреме.